Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. На денешниот петти театарски фестивалски ден следуваат 3 представи. Како до подобар прилеп? Општината со потполнување на прашалници сака да ги слушне мислењата на граѓаните за иднината на прилеп. Прашалниците се наоѓаат на нивната веб страна. Традиционалната манифестација Палачингојада по повод крајот на школската година ќе се одржи вечерва на Камената бина. Се пара исчезнато 28 годишно лице од село Големо Коњари, информира полицијата. Се степале родители на двајца ученици во село Славеј. Времето денеска сончево и топло со температура 29 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. На денешниот петти театарски фестивалски ден ќе следат 3 представи. Во 19 часот во големата сала на Марко Цепенков публиката ќе проследи представата Парови од Драмски театар Скопје. Во 22 часот и 30 минути ќе следи изведбата на Бура на театарот Војдан Чернодрински. Од независната продукција во 20 часот во кафе бар Тротоар на програмата е Ла Макбет во изведба на актерот Хакан Даци. На трклезната маса денеска поплана имаше дискусија за теми важни за театарот и театарските политики, дали внимателно се поставуваат текстовите на сцената, зошто се вртат наслови на едни исти текстови. А книжевна средба во детската зона на театарскиот фестивал имаше авторот Филип Димовски под градскиот часовник. Како до подобар прилеп? Се прашалниците што ги постави општината на својата веб страна со цел да ги слушне мислењата на граѓаните за иднината на Прилеп. Општина Прилеп во координација со Министерството за транспорт е во фаза на изработка на план за одржлива урбана мобилност, чии резултати во иднина ќе придонесат во подобрување на пристапноста, промовирање на здравјето и безбедноста на граѓаните, поддршка на економскиот раст и ублажување на влијанието врз животната средина. Се вели во информацијата која што ја постави Општина Прилеп на својата веб страна и ги вклучува граѓаните со цел да се вклучат за креирање на подобар Прилеп.
Традиционалната манифестација Палачинкојада по повод крајот на школската година и оваа година ќе се одржи вечерва на Камената бина. На традиционалната Палачинкојада во организација на општина Прилеп, покрај палачинки за сите ученици, ќе бидат доделени и награди и прогласени првенците на генерацијата од прилепските училишта. Манифестацијата ќе биде надополнета со добра забава, со диџеј и се разбира со прекрасна можност за вкусување на убави палачинки. Се пара исчезнато лице 28 години од село Големо Коњари, информираат од полицијата. Имено, во вчерашниот ден, околу 21 часот, во полициската станица во Прилеп, лицето ХТ 51 година од село Големо Коњари пријавил дека од домот се оддалечил неговиот син, ДТ 28 години. Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето. Се степале родители на двајца ученици во село Славеј. Вчера утрото во 7 часот и 35 минути во полициското одделение Кривогаштини лицето СК 57 години од Прилеп пријавил дека на работното место во училиштето во село Славеј лицата ОК и ЗМ, родители на двајца ученици, го нарушувале јавниот ред и мир со меѓусебна физичка пресметка. Полицијата презема мерки за расчистување на настанот. Временска прогноза. Времето денеска сончево и топло со температура до 29 степени Целзиусови. За утре метролозите најавуваат слично време на денешното. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, јуни 2025. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.